Дами и господа, добра вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Бизнис класо, возможено од Diners. Јас сум Мишко Иванов. Веќе приближуваме кон почетокот на септември, а крајот на август и почетокот на септември вообичаено е резервиран за лозарите. Почнува бербата на грозјето и нормално е да говориме за винската индустрија во Македонија. Ќе видиме колку пари таа врати, колку пари се вратат во винскиот свет. Значи не во Македонија, туку генерално, особено оние познати производители на вино, оние кои што се во првите три, ако сакате, Италија, Франција, Шпанија и така натаму, и каде е Македонија во целата оваа приказна. Пред да го најавам нашиот денешен гостин и да ја слушнеме неговата приказна, не заборавајте лайк и сабскрајб на нашиот YouTube канал Мишко Иванов, секако и на социјалните медиуми Facebook, Instagram, TikTok. Дане Јованов е доктор по енологија, доктор на науки се разбира, или Дане Хермес. Добра вечер во Бизнис класа. Добро вечер, Мишко. Баш ми е драго да се видиме после летните одмори. Дане Хермес. Дане Хермес е целиот назив на виното или само Хермес? Целиот назив точно така, Дане Хермес Дане е Хермес. точниот А зашто назив. Хермес? Хермес потекнува во Македонија сите имаме по некој прекар, така да татко ми е бил Хермес, исто така неговиот татко, така да тоа во фамилијата наследно. Така да јас сум веќе трета генерација, се надевам дека моите синови, здравје Боже, ќе го преземат исто тој прекар и ќе бидат четврта генерација. Ајде пред да влеземе во приказната за тоа како се создава Дане Хермес, како доаѓате до оној момент како што голем број на луѓе велат, веројатно тоа е и она кое што вас ви годи дека имате една од најубавите дегустациони сали за тоа како се случи таа идеја. Јас во најавата реков крајот на август, почеток на септември генерално е период на лозарите, почнува бербата. Кај нас, кога е Македонија во прашање, генерално почнуваат ајде сега сите оние маки, оние кои што продаваат грози, оние кои што го продаваат на големи компании и тука сега субвенции од држава. Каква е ситуацијата? Почнувате, ако не се лажам така? Веќе бербата во некои региони и на некои микролокалитети во Македонија е веќе започната. Од наредната недела би кажал така, негде бербата ќе заземе позначителен, би кажал по-силна динамика, така да може да официјално да кажеме дека бербата е започната. Во минатото Македонија, а секако и поранешна Југославија, кога било берба, тоа било на некој начин еден празник, луѓето биле во бели кошули, во шешири, каде што се собирало семејството, традицијата. А приказно имало? Да, на некој начин за да се прослави трудот од целата година, па потоа нели за да се предаде во самите, би рекол, преработувачки капацитети, посебно ако земиме еве Македонија, тиквешијата, голем дел од Неготино, Кавадарци во тоа време, куките кои што се денес, кои што постојат во самите градови, се направени токму од народски кажано тој ират, каде што за една до две берби во минатото било можно луѓето да земат плацови, да изградат некои куки, кои што и ден денес стојат. Баш пред некој време имав таква интересна, би рекол, ситуација, разговор со еден од лозарите, кој што баш спомнавме за и се потсетивме на тие времиња, иако јас сум доста помлад во тој дел. Денес, за жал, индустријата, меѓутоа морам да напоменам дека индустријата не само во Македонија, туку тоа е така и на светско ниво. Лозарството и винарството се во една, би рекол, умерена криза. Сега тоа е од повеќе аспекти за кои што ќе разговараме понатаму. Каква е ситуацијата годинава? Годинава, јас мислам дека Република Македонија очекува една, би рекол, добра берба. Имавме малку потешкоти во првиот дел, кога на 1 мај, баш за 1 мај се јавија негативни температури од минус 1 и во подепресивните терени се допринесе за комплетно некои парцели да бидат збришани, а додека на други локации каде што е со различна елевација, само некој 5 до 10% има оштетувања од пролетниот мраз, кој што не беше, така би кажал, очекуван во тој период. Тоа од една страна, а од друга страна сега во месец јуни и јули, исто така поради ноките беа малку значително поладни, имаше проблем со пероноспора и со
пепелница и пламеница, така да се на се Што имаше проблем? со болести кај виновата Аха, лоза и добро. тие лозари кои што Се, не успеа, ја ќе прекинувам да. вака за да Нема влезам. проблем, да. Аха. каде што некои од терените каде што не успеа навреме за да се заштитат, има некои проблеми, меѓутоа, ајде да кажеме со некои 80% не очекува една сосема стабилна. Во споредба со минатата година? Во Подобра? Во споредба со минатата година, мислам дека ќе биде тука негде, бидејќи ова година, минатата година имаше повеќе род, ова година измрзнувањето од една страна, а исто така екстремните температури во текот на јули и август исто допринесуваат, посебно таму каде што нема можност за наводнување, да се јават проблеми. Од друга страна, минатата година се соочивме со недостиг во системот за водоснабдување, а оваа година пак водата ја имаше во сосема доволни количини. Така да секоја берба за тоа си има своји специфики. Лани и пожари, мислам дека го зафатија тој период, особено долека и така е во Тиквешијата, Неготино, планината Серта, потегот од Неготино, Пепелиште према Серта, за жал изгоре неповртно еден од поубавите предели. Се враќа назад, а то имаше влијание врз лозарите или не? Директно влијание не, бидејќи беше на повисока надморска височина, меѓутоа индиректно во секој случај климата нели се променува, бидејќи дождовите се помалку и се поретки, бидејќи микроклимата, шумата кога ќе изгори нема толку врнежи од дожд. Со колкав простор на насади поседувате или имате? Лично ние како Дане Хермес Wine Estate имаме 22 хектари. Тоа се насади кои што јас и мојот покоен родител ги подигавме од 2010 до 2013 година или 220 декари, ви кажал. И сега се во полна кондициона снага, така да тоа е еден, би кажал, многу позитивен инпут во самото наше производство, бидејќи целокупното производство во Дане Хермес Wine Estate го базираме на собственото производство. На тој начин имаме контрола од самиот процес на кроење, од проекцијата на грозјето, па се до одредување на моментот на берба и кога грозјето ќе се обере и ќе влезе во винаријата. Од 220 декари или 22 хектари, колку очекувате да излезе грозје или на куп ги ставате или по сорти ги делите? Не знам како оди. Кумулативно, ако збориме кумулативно, негде нормални приноси би биле околу 10.000 килограми по хектар или 1.000 килограми по декар. Меѓутоа, кај нас тој критериум е уште по-ригорозен, значи негде помеѓу 7 до 8.000 килограми од хектар, така да станува збор од прилика за некоја, ајде да кажеме, околу 180.000 килограми грозје. Од тоа, колку излегува вино и ракија? Да, ракија е, би кажал, еден момент, а вино е друг момент. Добро, вино колку излегува? Вино негде во просек е околу 65, значи за да се произведе 65 проценти, еран мано, значи за да се произведе, да кажеме, 1 литар вино, во просек ви требаат 1,7 килограми винско грозје. И вие колку ќе извадите вино годинава? Па нашиот таргет и нашиот концепт на винаријата е бутик винарија пред се, така да ние сме одлучени да произведеме 50.000 литра вино, така да не го надминуваме тој капацитет во однос на производството за Дане Хермес Wine Estate. Секако поделен по различни сорти, тоа што прашавте, значи тука станува збор за сорти од типот на темјаника, шардоне, пино гриджо, сира кој што правиме олја розе, потоа вранец, каберне, мерло, значи поделено на повеќе сорти. Што најмногу пијат македонците? Која сорта? Македонците најмногу пијат, би рекол дека зависи сезонски карактер, нормално дека Благо вино пиеме или? Вкусот на Македонија во моментов е малку по-благ во однос на европскиот стил, меѓутоа не е драматично, би рекол, толку. Меѓутоа за време знам дека се пие црвено вино. Се пие црвено вино, да. Али од прилика така за да бидат складни, хармонични вината, значи со малку би кажал така за остаток на резидуален шеќер, меѓутоа не е тоа пренагласено, така да. Сега се исплаќа ли да бидеш како да кажем сопственик на винарија во Македонија? Затоа што мене ми изгледа како многу скапа играчка за 22 хектари
колку луѓе тоа треба да се одгледува цело време, не само моментот на закројување во февруари и сега кога ќе дое бербата, веројатно и претходно има некои зарзевати што се вели што треба да се направат. Има луѓе кои што го гледаат сега. Ја лаички ќе зборувам. Сме имале и ние грозје, чувале нашиве, меѓутоа за домашна употреба и се сеќавам дека баба ми покојна седеше и имаше едно направено такво, не тоа страшило, не знам како да кажам нешто кое што она ќе го повлече, тоа ќе затропа за да избегаат чавките за да не го јадат грозјето сега. Како е, сега претпоставам дека е софистицирано, тоа се тие старски методи од Југославија. Како е сега? Не е валјда со страшило да Па овака, јас сум веќе скоро 23 години во бизнисот и имав прилика во тој период да работам и со доста сериозни бизнисмени кои што беа сопственици на винарија и па дали е во Македонија, дали е настрана во Европа, сите сакат да кажат кои што се во бизнисот да постават прашање како се станува милионер. Прво си милиардер, инвестираш во винарија и после тоа стануваш милионер. Така. Значи прво се треба да бидеш милиардер за да го направиш првиот милион со виното. Не. Сакам да кажам дека винскиот бизнис се изгледа многу, би кажал, од страна, многу симпатично, многу така складно. Финалето изгледа да. Меѓутоа, чаша вино, па вака па малку со зајди сонце или со изгрес. Тука нешто да така, има, па сирење, онака. Меѓутоа, тоа што го споменавте, значи винскиот бизнис е доста сериозна и скапа играчка, како што рековте. Значи, таму станува збор од моментот на подигање на лозов насад, а во овој момент да се подигне еден лозов насад, за 1 хектар потребно од прилика од 20.000 евра па нагоре. За да дојдете до првиот род, вас ви треба минимум 3 години. Потоа, доколку станува збор... 60.000 евра. Ако е па 20.000 евра годишно. 20.000 евра е за подигнувањето, за подигнувањето. За години, не, за првиот, само за подигнувањето само на да го подигнеш. Само да се подигне лозовиот насад. Потоа треба да имате механизација, на пример еден солиден трактор сигурно е во рангот од 50.000 евра. Потоа систем капка по капка, тоа што рековте, нели во минатото луѓето работеле, сега машини работат, така да тоа е на бројките кои ќе се земате доста големи бројки. На таа првична инвестиција, потоа 2 години треба за да инвестирате внатре во насадите за вработени сезонски работници кои што ќе работат внатре, а вие не берете грозје. Потоа го правите првото вино во 3-та година. Во моментот кога ќе дојде виното во шише, во флаша народски кажано, е веќе 4-та година. Додека го продадете и реализирате и наплатите кај нас, може да дојде и 5-та година. Тоа е во делот посебно кај црвените вина. Кај белите вина малку обртот е, би рекол, побрз, имајќи во предвид дека од моментот на садење за да се произведе едно сериозно црвено вино не е секогаш првата година, напротив, после 5-та или 6-та година на род се добива првата квалитетна суровина, може да ги замислите бројките на финансирање кое што треба во првите 5-6 години само фрлаш пари. Само фрлаш пари, секако дека нормално дека правите вино, посебно ако се бели или розе, меѓутоа се од моментот на една берба до финализација наплатено на сметка да ги имате парите, значи поминуваат 5 години. Затоа кешфлоу, ликвидноста на компаниите во винарскиот дел е многу сериозна наука. Треба за да се има сериозно знаење и познавање во делот на предикцијата на како ќе се одвиваат вашите планови. Вие со колку влеговте во овој бизнис, ме да се знае? Па гледате, овака, јас влегов на почеток прво ги сите некој тренд. Затоа што вие влегувате во еден многу специфичен период, ако не се лажам. Така со цела ситуација во време на ковид кризата. Јас уште работев во Словенија, во Пуклавец Family Wines, меѓутоа со нивно знаење и нивна дозвола, бидејќи бев под строг менаџерски договор, почнав да правам вино од моите сопствени лозови насади, кое што дел го пласиравме во Словенија, а дел во Чешка и Словачка, а потоа во 2023 година, кога се одлучив трајно да се вратам во Македонија, се одлучив на чекорот дека сега е моментот или да или не за да се влезе со флаша, со шише, значи флашираниот програм, бидејќи сметав лично дека
човек помеѓу 40 и 50 години е најспособен и има најголем капацитет кога веќе има искуство позади себе за или да се одлучи да се охрабри И или во да најплодни години за да, почне или да било жали каков до крај на бизнис. животот дека не пробал на Не некој пробал, да. не пробал на некој начин. И вработени кои имате во винаријата? Да, колку? имаме 6 луѓе постојано вработени и тоа што сакав да кажеме, тргнавме со приказната во обратен правец, бидејќи сите на Балканот прво инвестираат во винарија, во би рекол фешн, а ги занемаруваат лозовите насади и отпосле сваќаат дека всушност треба да имате солидна база која што не е така би кажал романтична, туку е напротив доста лейбар интензив, доста бара луѓе, исто така знаење, бидејќи ги споменав бројките и годините кои што треба да се поминат за да дојдете до квалитетна суровина, бидејќи било од памти века и денес е исто, виното не се раѓа во винаријата, се раѓа во самите лозови насади. Без сериозни лозови насади, значи не можете за да имате солидна база, односно да правите квалитетни и врвни вина. Така да јас започнав по потешкиот Со колку капитал влеговте, ако не е тајна? Па тоа е кумулативно ајде да кажам со 7 цифри капиталот, меѓутоа распореден низ годините, така да. Така да. И за колку време очекувате да се врати или почнува ли да се враќа веќе бидејќи веќе 6-та година? Веќе е шеста година со лозарството е веќе преку 10-та нели во тој дел return of investment кај винариите на пример не треба да се гледа од би рекол од емотивен дел, туку баш од бизнис аспект, така да помеѓу 5 и 10 години е некоја би рекол нормална база за доколку се работи домакински за да имате break even. Значи една декада. Затоа јас и постојано велам дека бизнисот со виното е генерацијски бизнис. Да го преведам break even, не знам како да го преведам. Да дојдете да дојдете на позитивна нула. Да, така некако. На некоја 7 цифри во евра? Да. Ако изгледа нели семејна винарија, мала винарија 50.000 литра, мислам како тоа, али инвестициите сами добро заклучивте од старт, гледам дека сте се припремили на темата, не е воопште играчка. Па не, играчка, ама е скапа играчка. Да. Особено за луѓе кои што вие рековте во Словенија сте работиле, баш кога сте доктор на науки, кога е во прашање на логија, значи вие сте баш мислам единствениот можеби македонец кој што го знаеме, кој што има и други би рекол доктори на наука како универзитетски професори и луѓе. Меѓутоа сум во моментов единствен доктор на науки кој што активно работи во бизнисот, кој што е вклучен во бизнисот и мене од секогаш од мал ми беше предизвика бизнисот, академскиот би кажал живот и титула ја имам исклучиво заради себе докажување на сопствената како би кажал бидејќи сум таков човек кој што сака да испадне од комфорт зоната и за да се турка да оди понапред. Ако сега, господин Јованов, ви донесам вино, не знам, 4 чаши, од Хермес и од некој конкурентски, ќе препознаете кој е ваше? Па со 95% сигурност да. Со 95% сигурност да. Има многу луѓе кои што ќе ви речат со 100%, меѓутоа во дегустацијата многу често може да имате и 2 чаши од истото вино и да го опишете сосема различно. Така да треба да бидете и доста фокусирани кога се дегустира едно вино. Така да тоа е некој би рекол така куриозитет. Мене ми интересен ми овој бизнис по многу параметри, особено во Македонија, затоа што е повеќе помодарство отколку мал број на луѓе кои што навистина разбираат и кај нас има овака кој ќе дојдат па ќе излезе па ја гледал на плутената па ќе го врати нешто па виното. А не имам чувството кога мислам овака на лик кој ќе го видиш, знаеш дека не разбира вино. Сега не знам како вие, јас едно сум присуствувал на како се вели тоа на дегустирање. На дегустација, винска дегустација. На вински и тоа беа 12 вина. Може дали ова сега право идеш како ќе изгледа 12 вина на крај нели почнуваат пославот едно па го тргаат па
нова чаша и така натаму и така натаму, стануваме помодари и почнуваме навистина да го разбираме виното, затоа што станува многу по-шмекирско, ако едно време било вискито кое што нели. Така. Сега некако виното добива понашмеково, вие го споменавте заради сонце, па Инстаграм. дури и во рекламите ќе го погледнете, баш сега ги гледав од документарците, пршута, не знам, ова иде со тоа вино, ова иде со тоа вино. Па вака, би рекол дека тоа што мене особено ме радува е дека винската култура, ако земеме во споредба со минатата декада или пред 20 години, кога јас започнував да кажам во светот на виното, денес е драматично променета во позитивен смер, во позитивна насока и има, би рекол, сигурно некои 40 до 50% од винската публика, од консументите кои што се едуцирани, кои што знаат да препознаат што е добро вино, што е лошо вино и што е, би рекол, нешто така нашминкано. Тука можеме да зборуваме за вкусови. Например, Апсолутно, може да е најдобро некое црно јако вино кое што се пие, сепак мене да ми е подраго, по онака да ми е лепливо за уста, го осеќам дури мирисот на гроздот го осеќам, па сега затоа велам дали до вкус некој можеби сака поблаго, како да кажам, нијанса на... Старите латини имат една поговорка која што вели di gustibus non disputandum, значи за вкусовите не се разговара. Тоа значи дека на некој, моев како еве што го дадовте примерот, некој сака посилни, потешки, поекспресивни црвени вина, некој напротив би сакал можеби полесни црвени вина или бели вина кои што се со блага жичка како што реков, или покисели, така да тоа се ситуации каде што е индивидуалниот, би кажал, индивидуалните преференции на самите консументи доаѓаат до израз и тие се влюбуваат на некој начин на самата, би кажала, на самата винарија, на самата винска филозофија. Од друга страна, ние како енолози не правиме вино, барем тие кои што сакаат да имаат успех, не вино за тоа како ние што сметаме дека треба за да биде, нормално дека и такви вина се прават, меѓутоа треба секогаш да се следат трендовите, какви се навиките на самиот пазар. Ако земеме во Европа, например, и во светот, пред една декада трендот драматично се промени од овие тешки црвени вина за да се пијат полесни вина со понизок степен на алкохол, така да во просек алкохолот падна негде за отприлика 3 волумни проценти, значи од вина од 15% алкохол сега се 12,5%. Повеќе се продава? Повеќе се продава кај поширок дел од публиката. Меѓутоа има и конкретни луѓе кои што не се откажуваат нели нормално од тоа што го имаат зацртано за себе како вкус, како начин на живот, лајфстайл. Од друга тоа е висока класа на луѓе. Да. Знаете, во скапи ресторани. Во скапи ресторани луѓе кои што дури човекот кој што ви го нуди виното ви кажува што вино е, како вино е, која година е берба, препорачува што иде со ова вино и така натаму. Луѓе кои што би рекол луѓе кои што се знаат што сакаат во животот, кои што биле, кои што виделе, прошетале и изградиле сопствен став, сопствено мислење и едноставно си бараат, да кажеме, такви вина. Не се мачиме, туку па веќе едно 15-20 години можеби се обидуваме да излеземе да пробиеме на светската сцена кога е во прашање винската индустрија. Иако на почеток на септември кога ќе дојдат лозарите генерално протестираат, бойкотираат за оние кои што го продаваат виното на откупувачите, оваа година очекувате такво нешто или не знам тоа како е со субвенции, нели тие барати? Да, субвенциите во лозарството се крајот, тоест почетокот на новата винска година, кога се празнува денот на лозарите и винарите Свети Трифун, тогаш ги исплаќаат за претходната винска година. Во делот на откупот оваа година, тој ќе биде би рекол со доста потешкоти, посебно во делот на црвените вина, бидејќи, како што споменав и во самиот вовед, Македонија и генерално во Европа има одредена криза со црвените вина, кои што потешко се пласираат. Тоа од аспект на тоа што и помладите генерации, миленијалците, помалку
консумираат вино, тенденцијата за поздрав живот, иако виното е додаток на храната како функционална Нели храна. вела докторите една чаша црвено вино и убаво за... Glass per day keeps the doctor away, тоа е точно, меѓутоа во моментов такви се, би рекол, трендовите. Немаме или не произведуваме? Немаме црвено вино доволно или... Не, имаме сурплус, имаме вишок, имаме вишок. Да, и тоа не е само во Македонија, тоа е генерално во Европа и во светски, Секаде? да, и во светски рамки, каде што светски тренд е тоа светски дека... тренд, да, опаѓа под консумацијата на вино и на историскиот минимум, мислам, од 65-та година, така нешто прочитав пред некое време на Економист. Што значи ова дека ќе нема за скоро време црвено вино во некои количини кои што ги сака или? Па не, мислам дека ќе има, бидејќи винарството и понатаму очекувам да биде еден од најкомпетитивните бизниси на светски рамки, бидејќи како што знаете, секој кој што има разни бизниси е и паралелно и собственик и на винарија, бидејќи секој сака нели за... Што е моментот? Кој е филмот на тоа собственик? Па чекај сега ќе имаме Па ова е вино. не би рекол филм, туку повеќе можеби многу луѓе од старт влегуваат од љубов, па за да раскажат лична приказна и потоа бргу доаѓаат во замката или на... ја доаѓам сега кај Хермес, направи ми вино мое, на пример, Мишко или продукција 10 со ваше вино, вие ми ставате моја етикета. Така има и така. Тоа е, ајде да кажеме, И таков филм. да, има и тоа е можеби по како би кажал во тој дел, меѓутоа се е легитимно и се не е спорно воопште, бидејќи станува збор на крајот на денот за бизнис кој што треба да биде... Да сумирам, генерално годинава се очекува проблем со откупот со црвено вино. Да, со црвеното грозје се очекува да има проблем и тоа мислам дека ќе биде малку еден освестувачки момент и кај да кажам и кај самите лозаропроизводители, и јас сум, кога зборам лозаропроизводители, јас сум лозаро. Што значи се ориентирате повеќе на бело вино? Не на многу е тешко за да се преориентирате, да кажам, бидејќи црвените насадите со црвено вино не можат автоматски за да се преориентираат наредната година со бело грозје, треба или за да се извадат, тоа значи крчење на насадот, или да се прекалемат, кој што една година станува пауза, а потоа наредната, значи во втората година може да бидат на бело, меѓутоа тука се тие трошкови кои што ги збориме, постојаните трошкови. Мислев на тоа дека ќе се оди се повеќе кон професионализација, бидејќи денес има доста, би рекол, лозари на кои што лозарството им е додатен, би кажал, приход во самото. Си работи, и успаци има. Меѓутоа на тој начин и самите трошкови на производство се поголеми, кои што и така се сведоци сме што предизвика војната помеѓу САД и Иран на нестабилните флуктуации на цената на нафтата, која што оваа година и на минералните ѓубрева отидоа доста драматично. Тој и на винската индустрија влијаеше. Автоматски, да, бидејќи ѓубрива за насадите скоро се дуплираат цените, потоа нафтата како инпут, бидејќи заорање, за прскање, за заштита, за транспорт, секојдневие, така да во тој дел исто така репроматеријалите кои што се поврзани, па не знам дали се стаклените шишиња, картонски, тоа се поврзани индустрии каде што инпутите веднаш растат за 20 до 30%, а цената на виното за жал не го прати тој тек. Вие колку произведувате годишно, сега можеме да кажем? Па годишно планот за оваа година е значи околу 50.000 литри претворено претворено во вино, бидејќи флашите вино се 0,75, тоа доаѓа некои 60.000 шишиња. Сите одат на пазарите во Македонија има и извоз? Па јас би кажал дека ние како мала винарија сме доста горди на да кажам на нашиот извоз, кој што е мал извоз, меѓутоа негде отприлика околу 20% од нашето производство, така да нашите вина веќе ги има на едни од најприбирливите пазари, како што е во Соединетите Американски држави, во Германија, во Белгија, во нашиот, би кажал, Словенија како мој втор дом, малце Хрватска, Србија, почнавме Црна Гора, така да сегде помалку сме застапени и секако сме доста веќе препознатливи на домашниот пазар, посебно во хорека сегментот и кај директните клиенти. Во кој сегмент? Во хорека.
Морам да приметам, не дека ви ласкам, амбалажата и како да кажам дизајнот она изгледа поприлично привлечно. Сега јас кажувам како консумент и купувач, кој што ако отиде во маркет и секогаш знам да се попалам на добра амбалажа. Така, па Сега треба и квалитетот е исто така добар, бидејќи го имам познато во вино, не сум јас некој вински експерт, меѓутоа мене ми е пивко виното. така. Тоа претпоставам треба да ви Да. ви одговара. И убава амбалажа, вака убаво спакувано изгледа. Па видите, овака станува Европски, да, светски. европски, светски, да, бидејќи повторно доаѓа тоа е момент каде што долгогодишното искуство Битно ли доаѓа. е тоа? Апсолутно е многу битно и овде би сакал да на некој начин и да ја пофалиме мојата сестра која што е академски уметник, Цветанка таа ви Јованова помага. Хермест, Аха. која што би помага во самите дизајни на етикетите, на шишињата, исто така сите слики кои што ја споменавте во дегустационата сала се нејзино дело, каде што луѓето кога доаѓаат се воодушевени од самиот колорит, од самите бои, така да на некој начин тоа е на совршено би рекол комплементарно семејно искуство. А винската индустрија во Македонија колку врти пари? Па видите овака, кога станува збор за извозот, тој е стабилен негде од прилика на околу 60 до 65 милиона евра и на тоа треба за да се земе и домашниот пазар, така да негде од прилика помеѓу 100 до 130 милиона евра се заедно. Меѓутоа тука тоа се поврзани индустрии, бидејќи тука ги имате и транспортот, логистиката, повторно реков, компаниите кои што се во дејностите за репроматеријали, така се, затоа, а колку е во Словенија? Словенија е драматично, би рекол, повеќе бидејќи просечната цена која што се постигнува за шише вино таму е многу поголема, а произведуваат помалку вино од Македонија. Бидејќи куповната моќ во Македонија и куповната моќ во Словенија е можеби за 3 до 4 пати разлика. А исто квалитетот така, на вино? Квалитетот на вино, Словенија има сериозни вина, доста квалитетни. Ние почнуваме да разбиваме митови сега, бидејќи знаете во таа Југославија Словенија важила за, не знам, овие електроника, апаратите и така натаму, а земјоделците тие сме биле ние доле. И сега одеднаш од каде излега овие со ајвар, со вино и така натаму. Па тоа би рекол, да, и ден денес и со виното е случај, Македонија е солидна база за продажба на наливно вино, беше на традиционалниот пазар во Германија, кој што полека го губиме, посебно за големите винарии кои што го губиме тој пазар за наливно вино, бидејќи не сме конкурентни во однос на цената, бидејќи цената на килограм винско грозје во Македонија е повисока од однос на тоа што купците во Германија сакаат за да го прифатат како договорена цена за литар вино, импутите, трошоците на производство во Македонија едноставно не го пратат пазарниот тренд кој што се наметнува. А тоа наливно вино го губи квалитетот? Наливното вино, да, во секој случај е понеквалитетно, има и сериозни наливни вина кои што се со премиум квалитет, меѓутоа генерализирано, зборувано. Оксидација едно друго не е затворено, генерално наливното балк виното е со послаб би рекол квалитет. И сега Македонија, да се навртам нели на Словенија, Македонија долго време ја снабдува Словенија со вина, посебно со црвени вина, поквалитетни, Каберне, Мерло, Вранец, би рекол, кој што потоа истиот случај и со Хрватска, каде што има една добро позната изрека, нема доброг плавца без вранца, така да Македонија е дефинитивно, би рекол, една многу добра, солидна суровинска база. Исто така Србија е наш традиционален купувач на и на винско грозје, нема традиција во однос и на винско грозје и на наливно вино. Па и на ракија имаат они. Ракија имаат овошни ракија имаат сериозни. Меѓутоа Македонија мора, ние уште од минатото, уште од 2009 година работевме во Македонија преку асоциацијата на вина од Македонија за брендирање на македонското вино и мора драматично повеќе за да работиме, поддржани од страна на државата. Државата секогаш до сега ја поддржува
би рекол, винската индустрија, меѓутоа Државата како партиципира? Ево, Македонија како партиципира во винската индустрија? па државата партиципира на начин што ги покрива трошковите за 2 до 3, би кажал, саемски манифестации во текот на годината. Еден е саемот во Париз во Франција, кој што во последните Колку пари тоа? 5 не во ајде да кажеме, потоа во Дизелдорф, значи да се заедно, тоа се многу и еден саем во Ја ќе ве поддржам, се шегувам сега. так. Подржувала саем во Дизелдорф. Тај бустира ако е доходовна гранка. Девизен 130 прилив, милиони евра не има бројка за да, поценување. една винската индустрија е еден од индустриите кој што има еден од повисоките девизни приливи во Македонија. Ако го земеме обкружувањето регионот, а исто така би рекол и понатаму, субвенционирањето од страна на државите во винската индустрија се драматично поголеми во однос на тоа што е кај нас. Меѓутоа, од друга страна и Македонија и сите овие 35 години, би рекол, се проблемите ги знаеме, структурните проблеми. Ние какви се? Ајде да кажам 20 години почнуваме со развивање на некаков вински туризам со винари и со дегустација, каде што и дел од луѓето знаат за време на викенд да избегат по винарија, им ќе се прошетаат, им ќе пробат вино, но сепак сме далеку од она што е први три кои се? Само Италија, Франција, Шпанија. Да, Италија, Франција и Шпанија се секогаш првите три земји ротираат од година во година. Франција. Што е разликата кај нив и кај нас? И само за Словенија, бидејќи рековме кај нас дека врти индустријата 130 милиони евра. Колку е во Словенија? Па во Словенија точни бројки нема, меѓутоа сигурно околу 200-250 милиона сигурно. Што е разликата на пример по Италија, Франција, Шпанија, кои што се сангрија не е вино? Така? Не е вино. Не. Тоа е како тоа е како бамбус на времето, така е, да. Кавадарка со газоза или со пепси или така, со синал. Што е разликата помеѓу тоа француско вино и нашето? Ние толку бегаат они пред нас во однос на квалитет на подјеме на што? Вие сте пред да влеземе во разговор, ми велите и Кина беше до прескоро во првите 5 земји. Сега исто ли грозето во Кина и кај нас? Јас минатата година имав прилика да бидам во Нингсија, еден од најголемите региони во Кина, каде што е направена малте не реплика на Бордо регионот во Франција, каде што од пустина е направено насади на 700 метра елевација, кои што изгледаат еден драматичен поглед, еден драматичен сценери, каде што и самите вина, Каберне Совиньон, Марселан, Каберне Франк на таа елевација даваат одлични, би рекол, резултати. И каква е цената на виното? Кинеско вино? Кинеско вино има два моменти. Има и доста ефтино, има и доста скапо. Зависи интенцијата. На кој личи најмногу? На интернационалните, како вино да е произведено од Австралија, како од нов Мене свет. да ми ги донесте во чаша, нема шанси да познам дека ова е од Кина. Јас како дегустатор на интернационалните надпревари имам прилика за да ги дегустирам различни региони од светот и добрите кинески вина апсолутно не заостануваат со нашите, мислам европски вина. А да се навртам повторно на Италија, Франција, Македонија, исто така македонските вина најодговорно тврдам дека не заостануваат со квалитетот позади француските или италијанските вина. Не сите. 20 сме? Од година во година се менува, меѓутоа меѓу 15 и 25 место сме негде. Добро, не сме лоши. Не сме, воопшто не сме затуцани. Не, воопшто не сме, меѓутоа она што ме разочарува во последните години кога ги има некои постови, дали на Евростат или на други, Македонија иземена од таа, воопшто не ја дава, туку се прерипува. Тоа сега дали е поврзано? Конкуренција се. Да. Тоа и на патот кон ЕУ веројатно ќе не чека. Јас се сеќавам кога влегува Хрвати или било кој, особено млечната индустрија, има сериозен конкурентски проблем. Но не и се. Очекувате што е добар принос? Многу грозје и при тоа квалитетно или може ли да се случи да се роди многу? При тоа квалитетот да не го задоволува вашиот, претпоставувам вие пробувате сега како е налог, не знам како оди тоа сега од филмови што сме гледале, како
Два момента се овде. Ако сте лозар кој што продава грозје, секој дека ќе сака да има колку што е можно поголем принос по хектар и 2-3 дена пред берба уште да го наводни насадот со вода за грозјето за да прими лозата за да прими вода, да уште повеќе да тежи грозјето на некој начин. Ама вие квалитетот Меѓутоа како го земате? како енолог и како да кажеме човек кој што активно работи во производство на вино, кај нас филозофијата е комплетно спротивна на тој концепт. Значи има само по еден гроз на еден ластар, така да ако се сака да се има квалитетно и врвно вино, тогаш концептот е на редуцирана берба и ниски приноси, каде што цената на грозјето драматично е зголемена, меѓутоа тоа се враќа преку произведеното вино, преку шишето, а не преку самото, би кажал, примарна суровина како грозје. Не плаќате само килажата, така зависи од сортата, претпоставувам. Зависи од сортата, зависи од сортата и од килажата. Во моментот тоа и степенот на квалитет кој што се одредува со оптеретувањето на самата винова лоза, здравствената состојба, какво е грозјето, како се однесува доколку имате историја на самиот насад, може да очекувате да антиципирате од тој насад ќе направам такво вино или ќе ми ги даде тие карактеристики или тие, така да имате А, Б, С насади во однос на квалитет. Како Дана Јованов Хермес прави стратегија за следна година? Или за следни години? Оваа година садам, како изгледа тоа? Јас никогаш не правам за следна, да кажам, година, туку правам на некои така краткорочни, на краткорочно, среднорочни и би рекол за една декада, значи на 3, 5 и 10 години, и треба да имате визија и сам да седнете и да размислите каде сакате да ја видите вашата компанија, која порака сакате да ја пратите преку вашите вина, би рекол на некој начин, преку вашите производи, каков би бил вашиот развој како компанија, така да јас ја гледам иднината во тоа да го стабилизираме производство на 60.000 шишиња и секоја берба да биде подобра од претходната, да имаме се повеќе и повеќе, како што фала му на Господ, имаме задоволни клиенти кои што ќе бидат идни бренд амбасадори на Дане Хермес. Бидејќи во самото вистината во виното, затоа велат in vino veritas, вистината е во чашата и ние одиме токму на тој после втората веќе на тој концепт сите вистини излегува. На еден субтилен, би рекол, маркетинг, каде што оставаме виното да најголем дел од зборувањето да го направи наместо нас. Кој е најдобро вино за трпеза? Најдобро грозје за трпеза? За јадење. Па гледајте, сега е сезона, би кажал, или привршува сезоната на кардинал, кој што е црно грозје, на бело. Тоа со ситните кардинали беше? Големо, бело би рекол Викторија од белите, потоа доаѓаат Афусали покасно малце, па Мишел Палиери, еве сега што туку. А оние Хамбург како се викаат? Мускат Хамбург, тоа исто покасна сорта, Мускат Италија, тие се исто така доста добри. А без семки? Султанина, така да има и такви. Има различни, различни би рекол сорти на трпезно грозје. А за вино кој е најдобро? Кој е најдобро грозје? За вино, зависи од стилот што сакате да произведете. Меѓутоа, ако земеме што е, би рекол, најзастапено и докажано во пракса што работи, шардонето е едно од најблагодарните сорти, бидејќи од шардоне може да направите стандардно шардоне, може да направите барел ферменти шардоне, може да направите пенливо вино, сите пенливи или шампањци вина што се од најскапите вина се составени од шардоне, пино ноар и пино мение, така да тоа е најелитното пино ноар, така тоа е најлуксузното и како куве, највредно и според вкусовите својства и според популарноста, а со тоа од таму доаѓа и вредноста на самиот производ, е едно од би рекол сериозните. Искрено, како лаик можам да направам разлика кога ќе ми понудите куве. Например, ми е по се осеќа веќе на вкус дека е пубаво кувето. Која е тајната на куве?
А уметноста на кувето, на блендирањето е во тоа да се знае генетскиот потенцијал на секоја сорта, генетските карактеристики и предиспозиции на секое вино кое што е произведено од таа сорта и потоа да се добие правиот баланс во соодветните пропорции. Затоа јас никогаш при производството на вина немам пишани рецептури, бидејќи виното не е Кока-кола или не знам Фанта, па да земеме не знам фосфорна киселина, кисела вода, шеќер. Имате рецепта вие? Многу луѓе имаат, јас имам само во главата и секогаш работам. Тоа не е но никој не ја кажувате. Јас само работам според моменталната состојба на терен. А вкусот вие го пробувате? Да, апсолутно. Вие го давате? Не давате на сопругата на децата да Не, пробат? давам на сопругата, напротив и на Ама доста. сокитите ништо не Не, кажеш. давам и на сопругата и поканувам и доста пријатели кои што дел се лаици, потоа па можеби некои од колегите. И Ви од сите, значи повеќе од стручњак или од лаик? При вака да. припроба. Па и 50-50 би рекол. 50-50 бидејќи и лајкот, односно нормалниот вински консумент, некој пати може да ви даде една добра индикација за нешто кое што вие не сте го земале во предвид, така да добро е за да имате 360 би рекол мислење од сите аспекти, а потоа нормално за да се одлучите како да го направите едно вино. Сега Јованов потешко да бидеш енолог или предприемач, бизнисмен? Па, видите овака, се си има, би кажал, своја тежина и своја специфика. Да сте енолог, тоа значи да водите доста, би рекол време, да имате време во производството, значи од самите лозови насади, тоа е од раните утрински часови, потоа работа во винаријата со сите одговорности кои што нели следат таму, а предприемачот е тоа, енологот плюс треба за да водите сметка за вашите вработени, први доаѓа доста брзо, треба да водите сметка за исплата на плати, придонеси, потоа да се плати данок, па кеш флоу, ликвидност, па потоа промоција, продажба, маркетинг, наплата, дистрибуција, логистика, така да тоа е уште по, би рекол, labor intensive, трудоинтензивно, и мислам дека ни еден добар, би рекол, ни еден добар предприемач во светот на виното не може да биде доколку нема познавање од се што набројав претходно. Зашто, пред да ќе се вратам пак на Македонија, но претходно, например, Хрвати многу често, иако тие имат потенцијал вински, но највеќе се фалат со мојет. Па гледате, мислам тоа е само во делот на... Знаете како идат? Ја, бидејќи имам Хрвати, донеси ме евар, ќе ти дадам мојет. Така оди Трампот. Добро, можеби, тоа можеби да, има смисла во делот каде што е, нели, Далмација, Истра, каде што е туризмот, да кажам, каде што има доста и странци, инаку Хрватска, посебно е да кажам, континентална Хрватска имат... Добро и Прошеко сега, Кутјево имат добра солидна грашевина. Истра е позната по нели истарска Малвазија, би рекол. Ама имам чувство дека не му дава толку внимание како кај нас, некако по се фокусираме ние на винскиот туризам. Па ние сме пофокусирани на винскиот туризам бидејќи го имаме само, би рекол, него и планинскиот туризам и Охрид, немаме обала, немаме море и меѓутоа за жал како Македонија, јас сум да кажам помалку, ајде, така, би рекол, вчудо невиден во делот на тоа како не водиме сметка за заштита на животната средина, за екологијата, бидејќи Македонија ги има едни од најубавите предели и навистина и греота, кога ќе видите толку загадување со пластика, со ѓубре, реките, кога ќе видите како изгледат. Тоа сето е поврзано со туризмот и со винскиот туризам, бидејќи луѓето кои што доаѓаат од страна во Македонија, прва работа што велат е дека се воодушевени од гостопримството на нашите граѓани, сограѓани, а дека се разочарани од екологијата и како не водиме сметка за заштита на животната средина. А повторно ќе ја земеме Словенија, таа е една од најзелените земја по површина, по популација сме исти, лендскейп, терените горе-доле ни се исти, меѓутоа драматична е сликата. Далеко се тие пред нас. 22 хектари, тоа се сезонски работници или аргати, веројатно ќе треба. Да, сезонски работници аргати, да, бидејќи во голем дел од, би кажал... Колку е еден аргат?
флуктуираат, пазарно флуктуираат, меѓутоа сега за моментот на берба отприлика се движат околу 2000 денари за 5 работни часови. Отприлика плюс минус и дневно за кога е берба Колку време берат? па околу реално тоа исто во Македонија е проблем, ефикасноста на работниот, би кажал, на работниците е доста драматично послаба во однос на европските земји, бидејќи таков ни е менталитетот, би рекол, на крајот. 2000 денари зема како дневница. Како дневница, да. А 5 сати работи? Да. Колку дена? Па додека е бербата околу 40 на дена, да кажеме, бидејќи е пролонгирана, не се нели, зависи. 40 дена по 2000 денари, па не е малку. Па добро, не е мал. Мислам тоа е на ниво на државно, на државно. Во Словенија е негде отприлика околу 8 евра, 7 до 8 евра од час, меѓутоа таму е, би кажал, ефикасноста на работната сила е ајде можеби за 100% повеќе од кај нас. Ние се роботизираме или не? Полека, да, тенденцијата и кај нас е за да се оде се повеќе и повеќе во машинска обработка, бидејќи антропогениот фактор и кај нас и проблемот со депопулација и селување на населението, со старењето на популацијата, на се повозрасни луѓе кои што работат во земјоделие. Како доаѓаат повозрасни или млади? Повозрасни млади е многу ретко за да најдете и млади луѓе кои што сакаат за да влезат во насади, бидејќи насадите не се баш најгостопримлив терен. Е плюс 40, знае да биде силен ветер, да врне, да така да многу луѓе бегаат од земјоделието, не само во лозарство, во сите гранки, така да се соочуваме со доста предизвици, значи секоја година е се потешко и потешко за да се најде работна рака. Втор момент е ефикасноста на таа работна рака. Ти си го плаќаш, така? Вие си го плаќате, па, нема фирма, така нема помош нешто држава едно друго. Нема апсолутно нема, мислам тоа сегде во светот е. Имате обезбедено за годинава? Како мисля, работна рака? Да. Аргати, да, сезонски работници, па да, тоа се мислам овака генерално да, бидејќи тоа се луѓе од различни делови на државата, кога е гроздобер, нели, знаат дека во тиквешијата е концентрацијата најмногу на насаде. Мите или она газење боси по врз грозје? Тоа било во минатото така, а и денес изгледа многу убаво за камера, нели, чисто така за да се направат неколку фотографии, меѓутоа денес тоа е од последните, да кажам, 40 години, 4 декади, тоа е. Нас не качувале како за тоа велам, да. Така, тоа денес има многу современа техника со оптички камери кои што го селекционираат грозјето, автоматски се исфрла тоа грозје кое што зрна кои што не се добри, така да се зависи. Меѓутоа, ни една машина до денес се уште не може да го замени квалитетот на рачната берба, зборам за производство каде што насадите се со лимитиране, би кажал, принос за врвневина, значи хигиената, моментот на неповредување, неоштетување на гроздовите, ни една машина тоа не може да го постигне. Како енолог со меѓународно искуство, колку вино имате испиено? Па, доста би рекол во мојот живот, меѓутоа треба да знаете дека виното... Не знам, дека не се пиете од цела флаша, да, не се на дегустирање, меѓутоа... Треба фармакон на латински значи и лек и отров, така да се е во дозата, значи треба за да се виното кога се консумира во опуштена атмосфера со добра храна, секогаш споменав и претходно, еве и повторно и да упатам апел и до помладите генерации дека виното не се пие за да се опие, туку се пие како еден додаток на самата храна за малку. Тоа те тера, не, ти не се опијано, што те тера веќе после втората веќе. Добро, тоа е веќе нели, да. Тоа е веќе индивидуален, би кажал, и пристап нели на секој човек. Не, реално на дегустација не можеш да се опијанеш, еве тие беа 12 сорти вина ние што ги пробавме и реално не можеш да ти не можеш да ја испиеш. На пример, да, за возрастен, за возрастен да кажам, за возрастен човек како вас, како мене, една нормална би рекола доза е 2 до 3 чаши од по 100 мл, во текот на 2 до 3 часа заедно со ручек, така да тоа воопшто не асоцира нити на алкохолизам, нити сте опијанети, нити апсолутно
апсолутно чисто само уживате во позитивните, би рекол, ефекти на самото вино. Секој ден пиете вино? Па зависи, се трудам кога можам да избегнам не, Аха. бидејќи треба да знаете дека може да се деси за да пробувам секој ден, а за пиење, бидејќи дегустацијата и пиењето се две различни, би кажал, два различни концепти. Кога дегустирам вино, тогаш се бараат всушност маните и што недостасува на самото вино, а кога се пие, еве да седнеме заедно, на пример, со друштво или со гости, тогаш нормално дека се консумира вино. Добро, сега, кога струката вели едно, а пазарот бара друго, кого слушате? Па тоа малку го дотакнав како како тоа е доста добро, би рекол, и трик прашање. Меѓутоа, знаете како, кој е најдобро вино? Најдобро вино е тоа кое што е продадено и наплатено. А за да биде продадено и наплатено, вие мора да знаете што ќе произведете, како ќе произведете, а поважниот дел е на кого ќе го продадете, како ќе го продадете и на крајот да го наплатите. Затоа треба за да се има еден след, логичен след на работите и секогаш за да ги следите, би рекол, пазарните маркет трендови во однос на тоа што се бара за да се постигне во самото вино. Како држава доволно добро го брендираме нашето вино или може уште подобро? Па гледате, како држава, како Република Македонија, би рекол дека правиме напори за да се брендира самото вино. Нормално дека има доста простор за да се подобри тоа. Тоа се гледа и од сликата како е македонското вино во однос на другите. Меѓутоа тоа повторно се враќаме назад и е поврзано и со имиџот на Македонија како земја генерално, бидејќи за да виното е, би рекол, комодити, не е несесити, и за да имате добар имидж како една Словенија или како една Хрватска, треба да работите многу и на промоција на земјата како дестинација, како турист destination, каде што луѓето ќе дојдат, ќе го има тој вау ефект. А за да го има тој вау ефект, повторно треба за да го решиме проблемите со екологијата, со Па добро, во вашата винарија го има тој вау ефект. Да, меѓутоа тоа сме Претпоставам сте си го правили и за ваша души, и за едно и за друго, споменавте на вашата сестра дека се сите фотографии, меѓутоа слики така, да, сликите. Една од нај добрите, ако можеме така да кажам, семени за дегустациони сали, така да. Во тој дел да, меѓутоа успехот на еден поединец не го прави успехот на државата. Сите сме посилни, заедно сме посилни и треба колку треба да не радуваат, би рекол, повеќе таквите индивидуални успеси и тие да се здружат заедно за да се направи една солидна винска, би рекол, приказна. Меѓутоа Македонија, кога велам приказна, не е приказна така за да се продаде на некој, туку Македонија може да биде горда на сопствената историја, посебно во делот на винарството, и затоа сметам дека тука преку тоа здружување можат македонските винари доправа за да раскажат уште повеќе. Сега, Дане Хермес, вино, ракија имате? Да, имаме и ракија, правиме под назив посебно одвоено, да, бидејќи тоа си е под посебни законски регулативи. И грозите посебно? Да, тоа се прави од трпезните сорти на грозје, од таа Викторија која што ја спомен. Па негде околу 4000 шишиња годишно од 0,6, 0,7. Како се вика? Еликсир, по трговско име еликсир за душа, тоа е намената. Така. Еликсир има и вино или не? Само ракијата е еликсир? Не, само ракијата е еликсир, да, така е. Еликсир за душа. Да, така. На кој вино сте најмногу горди од Хермес? Па, гледайте, овака, многу луѓе ме прашуваат да кажам. Што препорачувате, на пример, некој ако дојде сакам на странец, што му давате на странец? Па му ги даваме горе-доле, се трудиме сите вина, нели, за да се пробаат и за да има едно автентично. На кој сте најгорд? Кој е ваше Па би рекол, бидејќи еве сме семејна винарија, би рекол Legacy кој што беше од последните, да кажам, црвени вина кои што го и пуштивме на пазарот, кој што е посветено на мојот покоен родител, кој што исто беше, нели, еден од основачите на приватната винска иницијатива во Македонија, значи затоа и се го носи називот Legacy, а исто така, да, Legacy наследство, а исто така и олја розе, кој што е еден од најпопуларните розеа во Македонија, кој што го носи името на мојата ќерка Олја.
Така да А бело има? има, да, имаме шардоне, имаме пино гриджо, Пино, темјаника, да. така да сега ќе има и легаси во бела варијанта од ова година. Опа, Така да, еве некои новитети. добро. Така да, знаете, во тој дел тешко е за да кажете кој ви е најомилено вино, како татко да прашате кое дете го, како родител, нели, кое дете ви е по драго. Нормално дека сите вина се затоа реков ми за вкус вино али се разговара, чисто секој може така вас да за ви да убаво, не даде знам, легаси, нешто, мене да ми е така. пубаво белово и Да. така натаму. Неколку кратки прашања за крај. Кисело или сладко? солено. Не мислев на... Да, јасно. Па би рекол некој баланс помеѓу, не смее да биде ни кисело, не смее да биде ни сладко. благо. Мора да биде во еден еквилибриум. Значи виното секогаш мора да биде во еден еквилибриум, затоа реков и солено додадов, бидејќи тоа го дава минералитетот кај самото вино, така да мора да има еден баланс помеѓу киселините, органските шеќери и минералноста кај салинитетот кај едно вино. Лесно или тешко? Јас лично преферирам тешко и покрај маркет трендовите, јас сум за потежок стил на вина, значи поконкретни вина со повисок екстракт, со појак алкохол, меѓутоа тоа е само мое лично, би рекол, нели, како да кажам, личен вкус, а додека пазарните трендови се сосема друго и ние нормално дека правиме вина кои што се лесни, питки, хармонични. Младо или одлежано? Зависи од ситуацијата, би рекол. Некој пат кога еве сега уште сме во топли августовски вечери, младите вина се, би рекол, подобар компањон во текот на вечерта, со почетокот на првата магла, октомври месец, значи одлежаните вина секако дека ќе дојдат до израз. Има ли Македонија потенцијал да има врвно вино на Балканот? Македонија веќе има врвни вина изминативе две декади и тоа не само во Балканот и на европски би кажал размер, а за тоа сведочат и дел од неколкуте награди кои што Македонија како поединечни винари ги има добиено. Меѓутоа, повторно се враќаме до тоа брендирањето и промоцијата на македонското вино во Европа и во светот. Ако имам една чаша со вино, внатре ја ставите Македонија, со сите потенцијали, проблеми, со менталитетот, со се. Какво вино ќе биде тоа? Македонското. Да, македонското. Кисело, сладко, Па ќе биде комбинација, кавадарка, комбинација би рекол, комбинација од се. бамбус. Комбинација, да, бамбус. Меѓутоа ја би рекол, ајде овака, Македонија ги има поднебјата во Македонија, еве да земеме овче полието кој што полека, но сигурно е во сериозен пат во однос на површините подлозови насади, еден од најдобрите поднебја. Потоа од Кочани према Виница исто така беа многу добри терени за лозарство. Марков манастир Скопје, Бабуна Бела вода покрај Велес, Тиквешкото виногорје со различните региони, Валандово, Терзели, локалитетот што беше порано, Гевгелија, Струмица. Значи Македонија може да биде Прилеп, Битола, че ги заборавам за Пино Ноар во време на Југославија. Значи Македонија имала сериозни насади, сериозна база на производство на вино кој што за жал денес е десеткувана и кога ќе кажете Македонија во чаша, покрај ја имам таа реминисценција на сите тие региони од уште од времето со татко ми кога се дружев, да кажеме, и од една страна, од друга страна ги гледате и сите проблеми и кои што се соочуваат посебно лозарите, а исто така ги гледате и сите убави моменти и тој триумф на дел од македонското вино на интернационалните пазари, така да би рекол е една микс од како и во животот, успеси, наподеми, нападови и дека не треба ништо за да не обесхрабри, туку напротив треба да се фатиме во чекор со предизвиците. И тоа е најблиско до легаси, до... Па би рекол, да, така, до легаси, да, тука негде би рекол, дека треба пред се да имате верба, треба да ја знаете сопствената историја, бидејќи ако не ја знаете сопствената историја, не може да учите од грешките во минатото, треба да имате верба дека можете секогаш да се подобрите, дека после најтемната ноќ доаѓа најпрекрасното
изгреј сонце, така да сите треба заедно, здружено да работиме на промоција на Македонија како винска дестинација, вински бренд, од една страна, од друга страна пред се и над се мораме прво Македонија да ги подобриме внатре состојбите во самата држава од изминативе 35 години. Јованов, вие сте доктор по енологија, човек кој што сега создава и прави бизнис. Како замислувате и што сакате кога некој ќе дојде во собата за дегустација во вашата, во пепелиште, кога ќе побара едно Хермес вино? Што сакате да таа чаша да му каже за Македонија на гостинот вака? Знаете, оно, како видите вие на зајди сонце, така замислено. Па видите, сакам да му кажам дека сме Македонија, дека е библиска земја, дека е земја која што се спомнува во Библијата, дека е земја со голема историја, дека сакам да кажам и го нагласувам тоа дека доколку ја завртите еден камен ќе најдете некој артефакт внатре, бидејќи блиску до нас е и археолошкиот локалитет и Антигонеа, и Стоби, така да од каде што има доста артефакти кои што говорат за производството на вино од минатото, дека Македонија е земја која што работи многу во производството на вино, дека правиме вина кои што можат да се носат рамо до рамо со европските и светските вина, и дека е еден се уште хиден гем, еден неоткриена, би рекол, доволно откриена дестинација за вино во Европа и во светски рамки. А исто така, бидејќи како што и вие напоменавте во разговоров, после втората чаша се гледа тие искрени насмевки кај самите луѓе, кај самите гости, и секогаш нивниот би кажал, или во најголем дел од случаевите, wow, we didn't expect this, дека има позитивни такви примери. Тоа се во најопуштена атмосфера и се најискрени. Се најискрени, и затоа нели и реков дека не само кај нас тоа треба за да се работи на ниво на држава, за само на тој начин можеме за да го подигнеме сите заедно и винарството и производството на вино, а и имиџот на Македонија како туристичка дестинација. Јас ќе ви се заблагодарам што бевте гостин во бизнис класа. Еден мој апел, не знам дали до вас или до институциите, до државата, например, бидејќи сте на само 2,5 километри практично пепелиште од автопатот. Од автопатот, така е. Кој што циркулира од Табановце до Богородица. Не знам зашто е тешко да ставиш на неколку знаци каде што ќе пишува вински пат, вински туризам, кој што ќе води до тие места. Чисто тоа е поврзано со JPDP, така да, тоа треба да се иницира, знаете, државата да има. Еве од Табановце нагоре од Србија кога ќе одите, вие ќе сретнете еден мал милион такви места кои што ви велат вински пат. Мислам дека тоа не е проблем. Се ние знаеме каде е пепелиште, ја таму сум бил и на вежба како војник, меѓутоа кога странецот поминува кој што оди на кај Грци или ја користи тој автопат, неке да е лошо. Да има вински пат, Пишемо вински пат. Да, сегде ги има од Србија натаму ги имат, апсолутно сте во право. Да, така да еден позитивен апел, и ти благодарам Мишко за таа сугестија. Исто така и јас би сакал да кога сме кај апелите да апелирам до македонската публика за да бидат горди консументи на македонското вино, а не бидејќи во Македонија и сведоци сме се повеќе на тоа дека има увоз на различни вина од Италија, од Франција, од Шпанија, кои што се многу често и со понизок или полош квалитет од нашите вина, а се поскапи и ефектот вау, знаеш какво вино пиев, да ти кажам. Тоа е во генетскиот код, затоа велам еве еден апел кога веќе сме кај апелите дека да го сакаат, да го почитуваат и да го негуваат македонското производство и македонското вино. Иако мислам дека веќе полека сме етаблирани на тој дел, веќе знаеме и ние што пиеме, што е македонско добро вино, значи излезени сме од таа мантра, меѓутоа на место и вашиот апел, значи дека секојаш оно кое што е поскапо е поквалитетно. Иако ние одиме малку по тоа дека кој е поскапо сигурно е квалитетно што е поскапо. Да, апсолутно тоа не мора да значи, не е случајот. Така. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам Мишко за прилика. Ви посакувам успешна берба, ви посакувам успешна сезона и се најдобро. Ви благодарам Мишко за можноста да споделиме некои мислења и со Господ напред се надеваме дека ќе имаме успешна сезона, така да се гледаме во некоја наредна прилика. Секој добро. Поздрав до сите во семејната винарија.
Хермес, Дане Јованов, енолог, доктор енолог, бизнисмен, семена винарија Хермес, во бизнис класа, подржано од Diners. Вам почитувани, благодарам што бевте со нас. Не заборавите, лайк, сабскрајб, подржете не на YouTube каналот Мишко Јованов, следете не на Facebook, Instagram, TikTok. Ви закажувам нова средба за 7 дена, тогаш одиме во фокусот 35 години независна Македонија, 35 години македонска економија. Довидување.